Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е Андријана Пасковска, психолог кој се занимава со теми кои се поврзани со психолошките реперкусии од ваквите насилни појави, како што е војната, како што се разорнувањата, како што се овие ужасни слики што ги гледаме кои доаѓаат од војната во Украина. Пасковска, прв пат во нашето студио, добре дојдовте, секогаш сакаме кога ќе дојде некој нов кој ќе се појави. Сакам да ве прашам, многу зборуваме за војната во Украина, најчесто еве како со претходниот соговорник ја анализираме геополитички, политички и кога зборуваме на тие теми, тука во основа нема емоции, зборуваме за интереси на држави, кој што сака да постигне, но секогаш во сршта на тоа случување се страдањата, емоциите на луѓето кои се погодени во тие војни без разлика на која страна се, и за тоа ми се чини дека многу малку се зборува. Да, добар ден, Сијат. Благодарам за поканата во емисијата. Да, во оваа ситуација најзагрозени се децата, од тие сите слики што ги гледаат, а ние возрастните сметаме дека треба се помалку и помалку да ги инволвираме децата во оваа ситуација, тоа се нашите стравови, затоа што децата подобро е кога ќе слушнат од нас, а не од медиумите, што е војна, и треба да сме спремни да чекаме кога нивното прашање ќе биде поставено, да бидеме спремни каков одговор ќе дадеме, пошто многу е битен нашиот одговор и нашата смиреност во врска со цела ситуација и сите информации што они ги слушаат. Има неколку критични прашања кои што може да ги постават децата, а тоа е, например, дали војната ќе дојде кај нас. Тоа е едно од честите прашања што децата ги засега. И тука родителот и самиот стравува од таа појава и многу е подобро ако во моментот родителот психички не е спремен да одговори на тоа и чувствува страв, да го препушти детето на другиот родител или да го одложи малку разговорот, отколку да му влие поголем страв на детето и да направи поголема штета. Кога ќе биде сигурен дека може да разговара со тоа што ќе осмири детето во врска со војната, тогаш треба да седне да разговара на смирен начин. Исто така е многу битно прашањето и често детето што поставува дали војната, што е војна. Они се уште не се информирани за тоа, пошто се и самиот период некако беше кризен околу криза, ковид, криза, болести, се наеднаш иде војната. Самото прашање најдобро е да опуштиме детето да нацрта нешто, да видиме што мисли тоа за војната првен. Може на таа слика и на тој цртеж најчесто да има и луѓе, и крв, и убиени, но тоа не треба нас да ни е од страв, туку воопшто тоа така ги изразува емоциите. Подобро преку слика, отколку да секојаш не може да се изрази за тие лоши слики. Да објасниме ние од наша гледна... Ајде вака, да видиме како влијаат прво врз детската психа кога ги гледаат тие насилни појави. Тие до сега очигледно не знаат не го знаат ни поимот за војна, не им е баш јасно што е тоа војна, но кога ќе го видат, па ќе ги видат тие тешки слики, па како што вие велите, ќе почнат да прашуваат, па малку можеби ќе им објасниш за што се случува. Која е првата реакција што се одразува врз нивниот психолошки развој? Што се најголемите стравови, што може да се создаде? Страв дали ќе дојде војната кај нас и страв од тоа што е војна. Тие се две најбитни прашања кои што децата се плашат. Прво, ви кажав, доколку ние одговориме на тоа смирено и го смириме детето, дека да му објасниме што е војна, да представиме прво он како ќе ја наслика војната и од тие слики што ќе ги видиме на цртежот дали детето има крв, има луѓе, да прашаме што мисли војната, а потоа и ние да му објасниме што замислуваме што е војната и да го смириме, да кажеме дека војната е далеку, дека моментално тоа е конфликт кој што може да се реши, ако не може да го решат државите, дека треба да помогне некој трет за да се реши конфликтот. И најбитно е да нема табуа, знаеш, затоа што кога има табу, кај детето чудовиштето што викаме расти уште повеќе. Едноставно треба да бидеме отворени, конкретни и сигурно ќе има и прашање дали има мртви. Тоа се слуша често и не треба тоа да биде од околу, туку чисто да треба да се каже да има мртви. Ама сето тоа е далеко од нас, ние сме безбедни тука и тоа ќе се реши на мирен начин
и да му посочиме дека ако не може тој ќе реши, некој друг ќе помогне. Битно е да нема лоши луѓе, да не даваме ние негативна слика ни према руското население, ни према русите, да даваме стереотипи, туку едноставно према детето треба да кажеме да го насочиме према луѓето што ги напуштиле своите домови, за децата кои што се таму, како можеме ние да помогнеме тука. Пред се да му посочиме дека војната е далеку, дека ние сега тука сме безбедни и дека не е нешто што се дешава првпат, се десило и претходно, ќе можеме да се носиме со тоа, но како сега ние да помогнеме во овој период на тоа население таму, со тоа што ќе нема да се осврнеме на дали Русија напаѓа или како е лошо руското население, туку ќе се осврнеме на текот на како да му помогнеме на децата од Украина, како тие ги изгубиле своите домови, па ние ако можеме да му помогнеме тука. Значи да се сврниме на тоа што можеме ние да направиме од тука и дека моментално е далеку, да го смириме детето. А добро, што е со децата кои се директно во самата војна, кои ги трпат тие последици? Например, кога ги гледам луѓето од Украина, оние бегалците кои ги снимаат, кои бегаат, многу често повторуваат една реченица која ми остана така запаметена. Велат, не ми се верува дека вакво нешто можеше да ми се случи на мене, бидејќи живееле, да речеме, во една модерна држава која се наоѓа во Европа, на европскиот континент, не очекувале веројатно дека некогаш ќе доживеат такви моменти и велат, ми се чини дека сето ова е како еден лош сон кој набрзо ќе помине. Што е со тие деца, па и тие сите луѓе кои учествуваат, како тоа влие по тоа? Дали е можно тоа да не остави последици после на целиот нивен живот? Тоа е стрес кој што ќе треба понатаму да се работи со тие деца. Значи тој стрес што они сега го преживуваат, тоа може моментално нема да даде последици, но знаете кога стресот тлее во нас и тоа не знаеме колку ќе трае, како ќе заврши, значи тоа ќе треба да се работи со тие деца. Значи најбитно е тогаш кога ќе помини сето ова, значи со психологијата да се развие таму повеќе, психолозите повеќе да работат со децата за да можат едноставно да ги не да заборават, туку да насочат дека тоа може да се деси и треба да гледаме секој позитивно излечиме, дека тоа ќе се смири и ќе се среди ситуацијата. Значи тоа секако ќе остави некакви психолошки лузди, да. Не е па и можно да страв од војна. Првото ќе биде страв од војна што ќе имат како последица. Секогаш кога ќе се слушни војна, тоа ќе биде најлошото. Ги спомнавте цртежите, сликите. Многу често забележуваме, еве и кај нашите деца, дека кога нешто ќе нацртаат нешто чудно, да речеме, кој е малку одстапува од тие вообичаени цртежи, па секогаш се обидуваме да најдеме некакво значење во тоа. Има ли навистина значење, особено кога ќе нацртаат некакви крвави слики или грозни, или кога тоа се повторува подолг период? Треба ли тука да можеби да побараме и помош од професионалец? Па во овој период крвавите слики тоа е уствари емоциите. Не зборувам само за војна, туку генерално, општо, кога ќе видиме кај дете таква појава. Најчесто детето емоциите ги скажува преку цртежо, преку танц, преку игра, значи најчесто се изразува така. Најлесно е преку цртеж, знаете и сите дека кога дете запишуваме во школа му дават да нацрта нешто, да видиме кои емоции ги крие, затоа што не често децата знаат да разговараат со нас, не сакаат, нивната внатрешност се плаши од тоа што ќе соопштат и како ќе одобијат одговорот. Затоа викам треба прво ние да сме смирени, па после да разговараме со детето. Да, цртежот многу често ја кажува ситуацијата што се дешава со детето, а особено не треба да не плашат тие слики, туку треба да се разговара за тие слики. Значи, без разлика дали се за војната или претходно со ковидот, ако има инекција или нешто, треба да се разговара зошто е таа слика со инекција, од кај потекна тоа, кај го слушна тоа, дали таа информација што е слушна е веродостојна, дали тој извор е точен. Значи, сепак ние треба да ја прашаме од кај е таа информација, од кај го слушна детето тоа. А во никој случај, значи, не треба да се одбегнуваат темите. Пошто децата исто се заинтересирани како нас и подобро да слушнат од нас отколку од медиумите. Доколку се повторува, доколку тоа е една појава која подолго време треба ли, како што ви прашав, да побараме помош од професионалец, од психолог, да видиме што се случува, има ли потреба такво нешто, бидејќи мислам дека луѓето, родителите, кога ќе се спомне психолог или психијатар, дека веднаш тоа го доживуваат како нешто лошо, како нешто негативно, дека нешто не е во ред со нивното дете, но мислам дека тоа не е така, тоа е едноставно најнормална појава. Доколку има потреба, дека зашто да не? Прво детето треба да изрази желба за разговор.
На која било тема? Значи, тоа и да го однесиш на психолог, ако не сака да разговара и да се работува со психологот, нема да има никаков ефект. Значи, првен треба да изрази желба дека сака да разговара на таа тема, а понатаму да, треба да помогне психолог, затоа што има стравови кај детето кои што не можеме ние како родители да ги откриеме и да видиме за што станува збор, скриени стравови. Како сега што зборувам дека војната ќе остане страв кој што ќе тлее понатаму кај детето и секогаш кога ќе се слушне војна, тоа ќе биде. Значи, треба многу работа понатаму, ќе остави долги последици кај тие генерации. Не е само војната, ја спомнавте сега и епидемијата или пандемијата, кај нас е епидемија, во светот е пандемија која трае веќе 2-3 години, не знам ни колку точно. Имаме сега генерации, особено од овие помаливе, кои не ни знаат за ништо друго, освен за носење маски, за пазење, за коронавирус. Ги поштедуваме нив од умирање, од такви работи колку можеме, но сепак ги гледаат последиците. Тие пораснаа во ова, ги нарекуваат сега и пандемиски генерации. Ке можат ли они со тек на време да се отргнат од тоа? Бидејќи на нив ова што на нас ни е ненормално, они не ни знаат за друго, тоа е. Да, па тоа веќе долг процес, кај нас беше веќе 9-2 години и кога настанува таков процес, на детето се навикнува на тој начин на живот и веќе не му станува проблем. Стравот е кога наеднаш ќе избувни нештото, како што беше почетокот кај нас, колку луѓе ќе умрат, кога ќе те фати дали ќе умриш. Значи, а сега веќе ние се носиме со тоа и мислам дека тој страв е се повеќе занемарен, особено со самата ситуација околу војната и мислам дека сега децата и на школа се преокупирани околу тоа дали ќе дојде војната кај нас и да не се оставаме табуа, туку да седнеме и да разговараме со децата како родители. Значи, подобро од нас, пак ќе кажам да слушнат отколку од телевизиите, затоа што секој медиум не дава информации точни и они најчесто гледаат од некој TikTok, нереални медиуми кои што не му даваат секогаш сигурна слика за ситуацијата на војната. Да, тоа е голем проблем. Ги спомнавте социјалните мрежи. Децата сега многу често ги користат, мислам дека оние родители кои ќе успеат да наметат некакво ограничување имаат успех, но сепак секако детето 1 час дневно ќе дојде во допир. Дали е YouTube, дали е TikTok, дали е Instagram, дали е Facebook, што и да е. Помалите се почесто на YouTube, додека не ги научат другиве платформи и таму можеме да видиме дека има навистина се што, дека тие добиваат нефилтрирани информации. Како да се избориме со тоа? Бидејќи од една страна можеш едноставно да им забраниш, но ми се чини дека и тоа не е начин, едноставно не можеш. Гледаат дека нивните врсници користат, не можеш да ги држиш во стаклено звоно. Значи, мора некој механизам за контрола да постои. Не, туку треба да му објасниме дека тој извор не е точен. Значи, имаме информации кои што се точни, кои ги добиваме од медиумите кои што се телевизии и вести, и има и информации кои што ги добиваме од TikTok, Facebook, кои што изворот на информацијата што стига не е точна. Прво ние не знаеме, затоа треба да напомениме дека TikTok не ни ги дава нас реалните информации за ситуацијата. Значи, тоа е само еден сарказам, од една страна има и сарказам, има и добри некош и позитивни видеа, но повеќето се и саркастични видеа. Значи, тоа не е изворот кој што он треба да црпи информации. Значи, изворот вистински ќе добие одговорот од самите нас, или ако доколку гледаме медиуми, значи ние пак треба да сме во присуство за да ги ограничиме некои работи да не стигнат до него. Например, толку и толку биени деца, значи тој сепак ние треба да го ограничиме пристапот на детето до тие вести. А да кажеме дека изворот е неверодостоен како TikTok, како Facebook или Instagram, сето тоа не се извор кој што таму може секој да пласира што сака. Така, реално, на TikTok можеме денес да кажеме има 200 починати, тоа не е извор. Значи, најбитно на детето да се каже дека тоа не е извор за информации. Да, добро, сега, видите, не зборуваме само за војната, зборуваме за секојдневна употреба, да, тие ги користат. Значи, важно е, ние, колку што ве разбирам, ние како родители, цело време на некој начин да ги коригираме, да ги водиме низ тоа. Значи, ние не можеме да ги отсечеме целосно, да ги изолираме од употребата на тие мрежи, но потребно е цело време прво да внимаваме што гледаат, колку можеме, нели, а потоа, доколку видат нешто што не треба, да им кажуваме дали е тоа добро, дали е лошо, во што да
веруваат, што да не веруваат, така натаму. Нашата смиреност е најбитно. Првен да разговара со нас за тие теми кои што ги интересираат. Значи првен ние да разговараме со детето што го интересира, а понатаму да знае дека тие информации што ги добива од социјалните мрежи не се извор на точни информации и да не ги зема га здраво за готово, туку дека тоа е информација која што е пласира кој било. Значи кога детето ќе знае дека TikTok е едноставно платформа кај што има на повеќе зафрканци, а не е реална, тогаш нема да ги земат информации за точни. Значи најбитна е информацијата што ние ќе му ја даваме, затоа викам уште на почеток на војната треба да се разговара за детето што е војна, дали ќе дојде кај нас и како се решава војната. И најбитно е да кажеме дека ниеден конфликт не се решава на таков начин, туку се седнува и се разговара. Да посочиме понатаму како да гледаат они на конфликтот, дека не треба со тепање, туку ете гледате дека тоа тепање стига до лоши моменти, значи дека секој конфликт треба да се реши на смирен начин со разговор. Да, значи и они и потоа во нивниот секојдневен живот тоа така да го применуваат понатаму, да. Во однос на социјалните мрежи, на YouTube пред се, на тие кога гледаат едни долги видеа, имам приметено дека, но тоа ми се чини дека е изучувано и во психологијата и во науката, дека тие деца кога долго време гледаат како да стануваат аутистични. Тие едноставно се оцекуваат од околината. Можеш дури да ги викаш, не одговараат или онака ќе одговарат после минута, две, а доколку тоа го прават со часови, навистина стануваат како зомби, можеме да кажеме, онака целосно отсечени. Што им се случува тогаш во нивните мозоци, во нивната психологија, која ќе навлезат во тој свет таму? Па вака, ние како психолози имаме проблем уште од рана возраст што на детето се дава YouTube да се гледа. И тука е проблемот што децата многу тешко прозборуваат. Значи, јас имам неколку случаи кои што знам дете кој што гледа YouTube од мало дете пуштено YouTube и веќе втора година не збори детето. И доаѓа родител, вика кај е проблема. Проблемот е во тоа што ти не разговараш со детето, не го приш да каже мама, тато, туку му даваш телефон кај што он слуша англиски најчесто песни и тоа, значи, само ги гледа сликите, тоа му е интересно и нема интеракција со него. Значи, најбитна е комуникацијата. Затоа викат подобро е да се тргни детето од сите тие YouTube, TikTok, туку да се разговара. Многу е битен разговор, затоа што така децата и заостануваат во развој, особено во прозборувањето. Најчесто тоа дете кој што повеќе време поминува на YouTube со видеа, многу тешко разговара, се затвара во себе. Затоа викаме и посекако децата тешко разговараат со нас, затоа викам најдобро е се даде да се нацрта нешто, а не па вака кога тоа е фокусирано само на телевизорот и не ја гледа околината. Тоа и да му викаш, он е загледан во телевизор, не те регистрира. Така најчесто е така. Затоа е најдобро на децата до 2 годишна возраст да не се дава YouTube видеа, песнички, значи да слушат ама многу краток период од денот, повеќе да се разговара. Мама дај ова, направи она, за он како те слуша ќе повторува зборовите за да немаме после проблем со прозборувањето, па да треба да се иде на кај логопед. На логопед, да. Тоа е сериозно, значи последица доколку се заостанува на некој начин во развој. Почесто го имаме, да. И знаеш, веќе фаќа страф зошто тоа дете не прозборува, да не случајно има некој проблем, а не, тоа е само едноставно што немаме интеракција ние со него. Добро, ве слушаат ли тогаш родителите, кога ќе им го кажете? Па го ограничуваат, Менуваат ли? Има ли после разлика? Има ли да, почнува, детето си почнува, кога почнуваме да разговараме со детето секој ден да му напоменуваме зборчиња мама, тато, оди, дај, тој тоа што слуша тоа збора и го трга фокусот од телевизорот. Него пред се му беше фокусот на телевизорот. Значи битен е фокусот на нас, тоа што ние правиме, да не гледа, да збора. Што е со појавата на агресија кај децата, на нервозно однесување, на такви нагли емоции? Тогаш треба ли да обрнеме внимание? Кога има промена кај дете, едноставно ќе стане така насилно на некој начин. Тоа предизвикува од страф, страф кој што е во него, а не може да го изрази. И го дава преку агресија. Најчесто децата кои што растат во средина, каде што има најчесто не мора семено насил, кавги, проблеми, нервози, тие стануваат нервозни. Затоа викам, смиреноста на родителите е пресудна за тоа дете да се изгради во смирена личност. Без разлика колку ситуацијата надвор е ризична. Ете во Украина да кажеме, надвор они гледат пукање, ама ако родителот е смирен, они осеќаат смиреност. Ако родителот е нервозен, они ќе бидат нервозни.
Значи многу е битна смиреноста кај детето. Затоа викам, не разговарајте со детето доколку вие не сте смирени и доколку вие не сте сигурни дека можете да го дадете одговор на тоа прашање што ќе осмири детето. Подобро да го одложиме разговорот. Да, ми се чини дека постои некакво верување кај луѓето, кај родителите, дека новите генерации деца се подрски, ајде да кажеме, од претходните, дека сега не се толку воспитани како порано, дека тоа е веројатно одраз и за ова што го зборуваме, за социјални мрежи, за филмови, што порано имале многу поограничена достапност на тие материјали. Па имаме сега и во училиштата, во институции, во градинките, имаме педагози, имаме психолози. Дали мислите дека таа институционална поставеност на тие експерти, на тие професионалци е добра, или тоа се прави повеќе онака ради ред, само да помине, колку во школото да има психолог или педагог? Дали мислите дека малку повеќе треба да се работи со децата во тој поглед? Па да, пред да се запише детето во школа, поминува на психолог. Психологот треба да забележи дали детето е спремно да ја прими материјата и да ја совлада материјата. Еве, нели ние имавме еден проблем со детето со Даунов синдром, каде што не го прифатија другите деца и беа го критикуваја. Значи, ако психологот го прими тоа дете, јас и тоа кажав во друга емисија, и види дека тоа дете може да осовлада материјалот, тогаш нема проблем детето да биде во таа средина. Значи, многу е битно првото присуство кај психолог и затоа се тие психолозите. Доколку наставникот, кој што е како втор родител, пола ден го помина таму, забележи кај детето, како што викате, агресија, насилно несување, тука е психологот да открие кај е изворот на таа агресија, каде тлеј, затоа што ние многу лесно да оставиме детето во ќош седи, еден ден, два дена, па на магарешка клупа, како што викат постарите, ама тоа не е решение. Затоа тука треба да го решава проблемот психологот со детето. А некај нас има страв, ќе да пратам кај психолог и дето се плаши дека психологот е нешто лошо. Значи ние самите му влеваме страв дека психологот е лошо. Не, психологот е добро да се разговара со детето. И кога ќе ти сплаши, ние на пример сме растеле во средина која ќе ни кажеле ќе те носам кај психолог, ти одма имаш страв. Нешто се дешава. А напротив, значи треба да се разговара со психолог. Тоа го гледале како казна. А психологот треба се почесто да работи со децата, особено кога наставникот каже дека кај тоа дете има проблем, дека гледа проблем во однесувањето, треба да се седни со психологот и родителот треба тоа да го гледа како нормално, не го нел детето кај психолог па нешто не му е добро. Не, психологот е тука за разговор и да го открие изворот на проблемот, а не е психологот дека има проблем. Најбитно е менталното здравје кај детето. Да, но сакам да ве прашам, дали мислите дека таа работа од страна на институциите кај нас повеќе се работи рутински, ете што вие велите, пред да почне детето у школа се прави таа психолошка процена, се разговара со детето, па потоа и во школа, доколку има проблеми, оди на психолог, прави некаков краток разговор со него. Дали мислите дека тој процес повеќе се спроведува рутински или треба малку посуштински да се работи на тој проблем? Па треба посуштински, да. Значи до сега е рутински, доста е рутински како што кажавте. Значи се е тоа психологот страв дека детето кога се носи кај психолог има некој проблем, туку не. Јас дури би препорачала, значи според мене дека треба секој дете да поразговара со психолог, затоа што детето не може све да каже дома. А може да му каже на некоја личност кој што не ја знае и психологот знае како да открие кај тлеј проблемот кај детето. Кога родителот не може тоа. Дури самите ние родители треба да посакаме психологот од детето кој што ни е достапен, да може да поразговара со него. Значи, психологот во школата е уствари да го средува проблемот со децата и да го открива проблемот кај се тие деца кои што викаат багабонти, насилници, значи не, он треба да го реши проблемот со тие деца, да види кај е проблемот, да разговара за тоа дете да не биде така, а не да го преместуваат во други училишта. Значи, порано многу лошо е што го преместуваат друга школа, тоа нема никаков ефект. Тоа и таму прави проблем, и таму прави проблем. Значи, затоа е психологот. И до сега све беше што викате рутински. А ако се седни психологот разговара со детето, мислам дека многу ќе му помогне. Да, едноставно одпиши го детето од училиште. Од едно па прати го од друго. И тој таму прави проблем. Таму нека го решаваат проблемот. А зошто ти да не го решиш, нели? Па тоа е тоа. Затоа и тука ќе тргнеме детето со Даунов синдром од ова школа, ќе пратиме во друг. Па не е тоа решение, решението е тука овие деца да сватат дека има дете со Даунов синдром кој што треба да се погрижат и они, дури и другите деца се викнат на психолог како да реагираат со тоа дете, затоа што не само во училница и надвор на игралиште ќе начекаат дете, не сите сме различни и кај има деца и со посебни потреби треба да знаеме. Има деца кои што имаат, еве јас бев во школата Димитар Влаков со штетен вид, тие деца имаат потреба од некоја
дете да ги придржи, некое дете да му помогне да преминат улица. Значи затоа првен од дома родителот треба да му каже дека може да има дете кој што има оштетен вид, дете кој што имате така проблеми во развојот, а потоа и да се разговара со психолог како уствари детето треба да се понаша према тоа дете. Да, ова што го спомнавте примерот со детето со Даунов синдром, тоа навистина се дигна една голема прашина околу тој случај. Тоа е оној така наречен процес на инклузија, каде што пред не знам колку години тогаш се направи таа програма за децата тие што се со пречки во развојот, со пречки во развојот, мислам дека е коректен назив, да не одат сами во посебни изолирани училишта, туку да одат во нормалните паралелки. Сега, после години и години, повторно имаме проблеми со тоа, родители правеа проблеми. Според вас, дали таа програма е успешна, дали е подобро тие деца да продолжат вака да одат во условно кажано нормалните паралелки, дали е подобро за тие деца и за останатите деца? Тоа зависи од родителот и од детето. Например, еве во школата за слепи има деца кои што има деца кои што гледаат, не се целосно слепи, значи со научари. Јас баш разговарав, викам, зашто не ги пратите во обична школа? Ќе седат на прва клупа, ќе гледаат. Не затоа што тука има вежби, тука има другарчиња кои што го имаат истиот проблем, и тоа зависи од родителот. Ако родителот сака детето да оди во школа кај што ќе има деца со посебна потреба, значи тоа е зависно од родителот. Ама ние треба да спремиме нашето дете дека сепак ќе има такво дете. Тоа еве и да не го инклузираме ние во школа, на улица ќе сретни, така ќе почне да излегува, ќе сретни во парк. Значи посекако ќе има допир со тие деца. Тие деца се исто деца како и нашите. Само што како тоа дете ќе се понаша према тоа, најмалце треба со сожалување, туку треба да како да му помогни, да го викни во играта. Значи тоа е многу битно, затоа е битно и ние како родители и како психолози да му помогнеме на детето да се социализира со тоа дете. Не е проблем во тоа дете. Проблемот е во нашите деца што многу тешко се социализираат со нив, пошто не знаат како. А ние ако му објасниме и му кажеме како треба со тоа дете да се понаша, ќе биде многу лесно. Да, но ова вие што го кажувате еден друг аспект, зависи од родителите и од децата дали сакаат, тоа окей, нормално, но што мислите вие за самиот систем на инклузија, дали е добар, дали е проектот добар, дали е тоа добар начин да се инкорпорираат сите тие деца со останатите и останатите да се научат со нив? Дали мислите дека е подобро да се продолжи така? Да, инклузија, затоа што тоа дете ако не види во школа такво дете ќе види на улица. И пак треба да знае како да се понаша со тоа дете. Значи, посекако. Во секој случај, инклузијата на тие деца во школите мислам дека е добра, затоа што детето ќе знае како да се понаша со дете кој што има пречки во развојот и како да му помогне на тоа дете. Колку родителите обрнуваат внимание, еве овие да речеме деца со пречки во развојот, тие не се толку застапени да речеме, ги нема премногу, има, но сепак поретко ги гледаат, но многу почесто децата се сретнуваат со други типови на различности, дали се тие етнички, религиски, расни различности и така натаму. Колку мислите дека родителите добро ги подготвуваат децата за тоа во животот или колку некои родители обрнуваат воопшто внимание на тоа, бидејќи децата потоа се сретнуваат и мислам дека во зависност од тоа како ги подготвиле дома, така реагираат на тие различности. Па треба да се подготват. Наверно, јас имав еден случај, еве се искрено да кажам, значи кај што во школата нема албанско дете и му беше проблем на детето како да се социализира со албанските деца. Значи вика, па тоа национализам, па друго разговара, па не можеме да се разбериме. Значи ако тоа дете имало во паралелката дете што зборува албански, значи тоа ќе може да се социализира. Значи треба да го учиме детето дека има различни луѓе, дека има различна нација, различна вероисповед, различна деца со посебни потреби, значи не сме сите исти. Кога ние детето ќе спремиме кога влегва во школа дека ќе начека деца и со друга националност, имаме деца и од друга држава кои што не знаат убаво да зборат јазикот, треба да прифати дека секој дете треба да му помогни да се вклопи во околината на тоа дете што не може да се вклопи. Значи многу е битна разговор, ако родителот не е способен тоа да го направи, мислам, нема време или не може да му пруши, затоа сме тука психолозите. Значи психологот не е кога детето се носи кога има проблем само, туку едноставно како да се вклопи во околината. Затоа се битни психолозите да го насочат децето особено во првите години.
Ако тоа дете се насочи да знае како да се понаша со околината и како да му помогне другото дете да се вклопи во таа околина, тогаш нема да имаме проблем. Да, ова, еве, ние сега ова што го правиме е на некој начин едукација, јасно е дека ова е едукација за луѓето да видат за некои специфични проблеми, но мислите ли дека е многу понекогаш потребна поголема едукација за родителите во однос на тоа како да се однесуваат со своите деца? Зборувам за тоа, ги сретнуваме, ми се чини сите тие примери и околу луѓето околу нас, што ги познаваме да речеме, но и на улица или ќе отидеме во парк некаде, пак ќе слушнеме како тие родители комуницираат со своите деца, веројатно на неправилен начин и тоа потоа нормално дека се одразува на нивниот психолошки развој. Мислите ли дека за тоа е потребна една поголема едукација за родителите пред се? Да, па стравовите на родителите се одразуваат кај децата. Знаете, најголемите стравови што ги имаат родителите, дали од војната, од ковидот или од деца со посебни потреби, значи се одразуваат кај децата. Од различности. Да, ете така. Тие се одразуваат значи кај децата и најчесто родителот е тој што затоа викам првен смиреноста на родителот, па после разговорот со детето. Значи многу е битно стравот да го нема родителот за да не го осети детето, пошто тој го осеќа неговото внимание како е насочено. Затоа е битна нашата смиреност, па потоа разговорот со детето. Да, добро, имаме уште една минута, ми се чини, до крајот. Ја почнавме емисијата со војната во Украина, ете, може на крај да ја завршиме со како една генерална порака. Значи, да внимаваме прво што гледаат децата, како гледаат, доколку сепак видат, да се обидеме да им го објасниме тоа и на некој начин психички да ги успокоиме, бидејќи не е добро, мислам, ако останат децата вознемирени на било каков начин. Да, и сега, да нема тоа табуа. не е, мислам, да ги отсечеме од реалност, да ги подготвуваме за живот, нормално. Да нема табуа. Пошто да. кога има табуа, тоа чудовиште што вика дека детето расти, тоа расти уште поголемо. Кога ќе разговараш дека ќе има мртви, значи тоа нив најмногу ги боли. Дали ќе има мртви? И ти ако го отсечеш нема да има мртви, а тоа слуша, тоа уште поголем револт е кај него. Мисли дека родителот го лажи. Значи треба да бидеме конкретни во одговорите и да бидеме искрени, но сепак смирени дека сето тоа е далеку и работата од кај нас е само како да помогнеме на тие деца што се таму. Значи да се насочиме не кон конфликтот, туку кон решавање како да помогнеме ние. Да. Добро, Андријана Пасковска, психолог, ви благодарам за разговорот. Мислам дека реживме некои дилеми и дадовме некои препораки, па така внимавајте на децата што гледаат, што слушаат и како размислуваат. Ви благодариме, почитувани, ова беше уште едно Студио 10 на телевизија 24. Останете со нашата програма.